Државната изборна комисија конечните неофицијални резултати од 10-тите парламентарни избори ги објави пред неколку часа по затворањето на гласачките места. По ваквиот преседан, политичките партии наместо заможниот состав на новата влада напусти зборните пресконференции, повеќе зборуваа за нерегуларности и грешки како и можни приговори. Според пресметките на СДСМ, разликата во корист на коалицијата Можеме е најмалку 3 мандата. Според податоците на изборниот компјутерски центар на СДСМ, разликата во корист на коалицијата Можеме изнесува најмалку 3 мандати, а во податоците презентирани од страна на НИК забележени се сериозни недостатоци и грешки кои што може да даваат неточна слика за конечниот резултат, соопшти вчера Социјалдемократскиот сојуз. Лидерот пак на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вчера најави дека правна комисија на партијата работи на евентуални приговори за кои има рок од 72 часа да се достават до комисијата. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев објави дека по барање на ВМРО-ДПМН ДИК повторно ги пребројува резултатите од записниците се со цел да се отстранат сите можности за било какви неправилности во однос на резултатите од изборите. Во моментов сите опции се отворени, а по завршувањето на пребројување ќе ги соопштиме нашите следни чекори, објави на Facebook Јанушев. Председателот на Алијансата на албанците Зијадин Села изрази длабока загриженост и нагодување за тоа како што вели игрите што се играат со необјавување на резултатите од изборите.